Минковска, Трајковска, имате збор, повелица. Почитуван председател, почитувани колеги, почитувана јавност. Лично сакам да се држам до факти и за овој договор за задолжување конкретно истото ќе го направам. Ќе ве потсетам на делот од говорот на премиерот Зоран Заев, кој овде од оваа говорница од истово место кажа, цитирам: "Нашата земја преку владата со поддршка на председателот на државата и парламентот ќе сторат се и веќе сме подготвени со нови пакети и мерки за поддршка и помош на целиот наш народ и на нашата економија. Веќе сме подготвени. Вака сте подготвени со план и визија за следните многу години да ги задолжуваме нашите деца, внуци и правнуци? Се спомнуваа инвестиции во јавното здравство. Инвестиции со задолжувања. Како дел од тие инвестиции ќе ги извојам следниве. Со вашето доаѓање на власт, Драчево е оставено без пункт за брза помош. Таа постоеше, вие ја прекинавте. Службата за брза помош во Драчево треба да обслужува 50.000 жители од Драчево, Зелениково, Студеничани, Батинци и Долно Лисиче. Во време на светска пандемија, кога се работи, во вонредни услови, во сите сегменти на здравствениот систем, луѓето од овој дел на Скопје се оставени без здравствена брза интервенција. Брзата помош се чека да дојде од пунктот во поликлиниката Јане Сандански од аеродром, која пак обслужува околу 100.000 граѓани. Не дај Боже да му затреба на некого, ќе се изначека. Во договорот по точка 1.3 се вели финансирање на придонеси за здравствено осигурување за корисници кои се припадници на ранливите категории. Во ред, така треба да биде. Но какви услуги ќе имаат тие? Какви услуги ќе имаат сите осигуреници кога за мамографско снимање, бинго, е да добиете термин? А да не зборуваме за ставки од заболени по други основи, зашто се живее и не се заболува само од ковид, туку и од други болести. За жал, луѓето умираат. Граѓаните се разочарани. Финансии во Република Македонија влегуваат со задолжувања, но резултати нема. Знаете, здравствените работници немаат користено годишни одмори. Принудени се да даваат оставки. Разочарани се. Нив им беше ветувано зголемување на платата, но за жал ништо од ветувањата не се реализира. Во договорот по точка 3.3 се вели дека ќе се развива интернет платформа за сите фази на повратни информации од заедницата. Оваа интернет платформа ќе биде имплементирана кога ќе заврши оваа пандемија, зашто од искуство и од реалните видувања како се работи во образованието, на каков начин се справувате со проблемите во образованието, со големо задоцнување, за жал и очекувањата ќе бидат да доцните со и оваа интернет платформа. Во делот од договорот за стандарди за животна средина и социјални стандарди, по точка 4b, се вика дека Министерството за труд и социјална политика веднаш ќе ја извести банката за било каков инцидент или незгода што има неповолно влијание врз животната средина. За кои стандарди се мисли? Вие ќе ги почитувате стандардите за заштита на животна средина, а само пред 10 дена од град Скопје имаше предлог за дислоцирање на сите хаварисани стари возила од територија на град Скопје да се донесат во близина на Драчево и Батинци. Без претходни анализи, со почитување на стандарди и имплементирање на истите. Доаѓа зимски период и ќе видиме оваа година како ќе се справувате со проблемите околу загадениот воздух и целосно подобрување на квалитетот на животната средина. Во делот 3 за повлекување на средствата од заемот, прва категорија,
Наменети се 25 милиона 137 илјади евра за неконсултантски и консултантски услуги и оперативни трошоци и обука. Во делот за обука е планирано да се плаќа школарина, патни трошоци и трошоци за престој за учесниците на обуките и работилниците. Ве молам, 7 месеци здравствените работници се оставени да се снаоѓаат и сега за доцнето тие ќе се обучуваат. Да, треба да има континуитет секаде, на секое работно место, но тоа да биде навремено, а не со задоцнување и дали тоа навистина ќе биде реализирано, квалитетно, а не само да постои на хартија и финансиите да се злоупотребуваат. Повеќе од 25 милиони евра ќе има простор да бидат искористени за консултантски услуги, обуки, повторно за доцнето, а кому да му веруваме кога Македонија е една од 20 земји кои не покажале транспарентно трошење на средствата заедно со Албанија, Косово и Босна и Херцеговина. Кому да веруваме кога се гледа средствата доделени на Македонија од граѓаните на Европа и Европската Унија, како се трошат преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, тоест преку програмата Еразмус+. Жално, но за секој скандал стои некоја вистина и вреди да се докаже спротивното. Но жално е што има многу да се докажува. Многу скандали, а доверби и живот, како што ветувавте, нема никаде. Ви благодарам. Ви благодарам и јас.